По мене, сметам дека исповетта на срцето, видот и раката треба да имат една голема синхроност. И токму во таа спрега на тие три нешта и со голема љубов може да се родат вистински дела. За мене не постои модерно или класично, постои само она вистинското, кое поседува една психолошка напетост и таен живот. Toronto artist Georgi Danevsky's story begins in the village of Saram Zalino in eastern Macedonia. After many years in Canada, Georgi returns to his homeland for the wedding of his daughter Sara. Ало, добар ден, господјо. Добар ден. Ваши се овие убави лубеници? Да, наши. Која ќе ми препорачате? Јас сакам најголемата. Роден сум во селото Сарамзалино и во оваа куќа во 1947 година. Тоа се повоени години, кога мојот татко случајно и бил реонски инструктор и се наоѓал неколку месеци во село. И при посетата на мојата мајка со татко ми, случајот бил да дојдам меѓу новородените. Среќа има? О! Кој дуле, нека си. Што ми правиш? Како си? Дека се не. Еве да видиме пазарот. Гледа цел ден горе се. Не, ние идеме од Скопје да видиме како изгледа пазар. Еј, Хари! Чекај ме, Ампело! Нека си бе, Харалампие бе, нека си бе. Ами, юнак си бе ти. Georgi's childhood wasn't typical in any way. His father, Haralampie, made a decision that would affect Georgi's life forever. Haralampie and his wife Lena had two boys when Lena became pregnant with Georgi. Haralampie's brother Krum and his wife Dara weren't able to have children, so Haralampie told Krum that he would allow him to adopt their as yet unborn child. At 4 years of age, Georgi was given to his uncle Krum and aunt Dara. Јас добро се сеќавам на се, иако бев 4-годишно дете, иако комплетно не ги разбирав сите тие работи, но чувствував интензивно. На мајка ми во покасните ретроспекции и после сватив дека и беше страшно тешко, бидејќи тоа не беше нејзина волја. Покасно кога ги разбирав нијансите, кога созревав како дете, сватив дека тоа било права драма. Јас чувствував многу нешта во тоа, но го живеев мојот детски живот. Големата среќна околност беше зашто татко ми Крум, чичко ми, кој имам многу големо почитување према неговиот спомен, беше човек со големо срце како море, импресивна личност, кој знаеше да живее со љубов, да даде љубов на околината. Преку него дознав една многу интересна љубов, да ги сакам луѓето и да ја сакам природата и животните.
Братот мој имаше една привилегија, можеби за други ќе биде хендикеп, меѓутоа он имаше двајца татковци и 2 мајки. Овде се наоѓаме во дворот на моите родители, на татко ми Харалампие, на мајка Милена и на другиот ми татко Крум и на другата ми мајка Дара. Овде го поминав најраното детинство со моите тројца браќа и мноштвото братучети и братучетки кои овде просто расневме заедно, бидејќи тоа исто беше дом на мојата баба Сара. Навистина јас сум другар, пријател и роднина со Ѓорги и ми причинува големо задоволство што можам да зборувам за него, за нашето детство, бидејќи ние бевме заедно од прво оделение до 8 оделение во основно училиште. Тој беше еден посебен карактер, многу коректен во своето однесување и многу љубопитен уште од мали нози за уметноста. Ѓорги има еден интересен период во детството, кога реков дека се издвојуваше од нашата средина. Јас ќе го споменам тоа, да речеме Ѓорги знаеше да направи на целиот клас, на сите 25 ученика, цртежи. На големиот одмор, меѓу вториот и третиот час, бидејќи ние не бевме спретни, скоро сите, 24 ученика, освен Ѓорги, да наслика некој цртеж, кој ќе носи и своја оцена пред наставникот, тој знаеше на големиот одмор, реков помеѓу вториот и третиот час, да ги земе тие 24 листа и со својата рака за едно кратко време од 15 минута да ги наслика, да направи скици и тоа различни стилови. Брат ми Ѓорги почна релативно млад со сликарството, односно со цртањето. На моја 14 годишна возраст братот мој ме замоли да ме портретира. Јас имав една стара мандолина, немаше ни жици, меѓутоа седнав и глумев дека свирам. Интересно е тоа што сам ги направи боите со ленено масло, со пигменти. Неговото творење почна интензивно со подоснежните години, иако порано се бавеше и со поезија како малечо, пишуваше многу и песни, се бавеше и со технички науки, дури освојуваше големи награди на околиските такмичења за технички такмичења во школото. Меѓутоа, уметноста му го освои и почна интензивно да се бави уште во осмолетката. Се наоѓам на Виничко кале, познато археолошко наоѓалиште, на чии култури припаѓаат на древните македонци и покасно на римската култура. Овде се пронајдени прочуените теракотни икони кои зборуваат за поврзаноста на касен Рим со рана Византија. Овде е моето најсакано детско место каде се одвиваа моите сакани игри со другарите како што се комитите, но не само таа игра која ни даваше неприкосновена слобода во овој простор, туку јас постојано радознало ги гледав тие остатоци од керамики, скршени столбови и во мене пробудуваа љубопитност кој го сторил сето тоа. Се наоѓаме во музеј на град Виница, Теракота Виница, во кој е сместена археолошка збирка на материјални наоди од археолошки локалитет Виничко кале, Виница. Во музејот се сместени наоди од најстариот период што е регистриран на Виничко кале, неолит, потоа следува античкиот период, македонскиот период, римскиот, ранохристијанскиот и наоди од средниот век. In addition to experiencing the beauty of the terracotta icons,
Another defining moment in Georgi's beginnings as an artist was the visit to the Sveti Arhangel Mikhail Church in neighboring Berovo. Во посетите на црквата Свети Архангел Михаил со мојата баба Сара, во мене се роди желба и јас да се изразувам импресиониран од сејајот на иконите. И добив желба да експериментирам. Ова се моите први постдетски обидувања да се представам како зограф на фасадата од татко ми Крум, кој имаше љубов кон мене голема и иако ја руинира фасадата со поставување на вар и други материјали, тој не ми замеруваше и ми дозволуваше овие експерименти да продолжат. Georgi revisits the site of his early childhood inspiration. Поседувам чудно чувство кога се наоѓам овде пред иконите на светиот храм Архангел Михаил во Берово, насликани од домородниот зограф Гаврил Атанасов. Мене ме воодушевува атмосферата, зашто овој храм настанат во раѓањето, во препородо на македонскиот народ, а шумната Малешевија тогаш е можеби најбудниот дел од македонската територија. Па не е случајно и дека овој манастир бил покровител и уточиште на големите водачи на востанијата. After 5 years at the High School for Applied Arts in Skopje, Georgi studied at the prestigious Academy of Art in Ljubljana, Slovenia, where he won many awards, including the Prešern Award for the Best Art Student. Имав среќа да ги добијам во тоа време најдобрите педагози. Тоа е Габриел Ступица, кој ми предаваше сликарство, и вечерни акт Зоран Дидек, со кој бев посебно близок. И тој беше еден мој голем учител, кој ме научи да размислувам во мојата работа. Додека Ступица, да го сведам неговото учење и влијание на мене, тој ме учеше да ги гледам нештата. Студии со програм каде се учи темелно од историја на уметност до сите сликарски техники. И во тоа време јас направив и во втора година како студент самостојна изложба каде ги презентирав моите студентски апсолвации, студентски работи. Тоа беа портрети и мртви природи. И од продадените слики ми се пружи шанса да ги посетам метрополите околу Словенија, како што е Виена, како што е Минхен, Венеција, Рим, и така да се моите мирогледи, моите погледи на сликарството суочат со врвното сликарство од историското минато, па и од современото време. Може би тоа е иронија или мистика кога добиваш визија многу порано, а таа покасно се остварува. Тоа е случајот во таа убава лирска Словенија. Во моите студентски денови добив неколку пати една иста визија. Дека ќе живеам некое време, не знам кое време, покрај некои води во Канада. Ние бевме со Георги заедно и кога бевме млади се дружевме со женски. И да ви кажам искрено, тој многу сакаше да биде во женско друштво. Знаеше да ги забавува, да ги шармира. Дури искрено да ви кажам дека јас останував љубоморен од тоа што го правеше Георги во присуство на женските кои го окружуваа и кои беа фасцинирани од неговите искажувања и од неговиот шарм. After Georgi's studies across Europe and in Macedonia, he met Ljubica, the woman who would become the love of his life. Кога се вратив од студии, се вратив во Македонија, во моето базично родно место Виница, и тамо
имаше една интересна околност. Мојот братуче, кој беше професор во гимназијата Симеон Гаврилов, тој е пасиониран влюбеник во театаро и направи една авангардна група на модерен театар, тогаш го велеа Тотал театар, кој стана тренд во цела Македонија и посети многу светски фестивали. И бидејќи во тоа време, јас како млад човек имам голем интерес за убави девојки и запознав таму една убава девојка која се викаше Љубица. Јас стално па прашувах, во гимназијата имаше една слика нацртано над зидовите во холот, кај учев, која има цртано. Ми кажа Ѓорги уметникот не е тука. Јас кога го запознав бев радосна дека го запознав уметникот. Во тоа време таа беше аматер артист во тој театар. Имавме заеднички патувања со групата, се роди љубов, постојаност во таа љубов и резултатот бродиме низ животот до сега. Кога имам и побелена брада и бела коса. Georgi and his new bride Ljubica would begin their new life in Vinica. Georgi was just beginning his career as an artist, while Ljubica began working as a bank teller in the center of town. Their first difficult challenge was during Ljubica's pregnancy with their first child, Darinka. Седевме во ателието на Ѓорги, каде што работеше, така, со еден негов пријател. Листавме книги, така, Ѓорги ше ги имаше, дискутиравме. Се случи да паднам. Како се случи, не знам, бев бремена со Даринка 7 месец. Јас не смеам да кажам лекарот што ми кажа дека постои шанса или да отидат и двете, или да остане само еден од дали жена ми, дали детето. Но небото е милостиво и двете останаа читави. Затоа сме радосни како среќен исход на тоа тешко паѓање во 7 месец. In 1981, the Danovsky family was granted a wish, a baby sister for Darinka. She was to be named Sara. Georgi, meanwhile, concentrated on his art. His focus was on still lifes, portraits, and his favorite subject, horses. Еволуцијата на Ѓорги се одвива, би рекол, по еден многу специфичен пат. Би рекол дека Ѓорги изгради еден специфичен стил на сликарски конструктивизам, односно базиран апсолутно на овие сознанија и искуства од патувањата на Ѓорги и неговото образование. Односно, имајќи ги на ум и оние, да кажеме, елементи на влијанија од традицијата средновековна и византиска македонска сликарска традиција. Значи, би рекол дека влијанието е осетно на сликарството на Ѓорги и од прочуените македонски фрески. Се наоѓаме во црквата Пресвета Богородица Балаклив во Берово. Тоа е всушност мојата прва црква, каде беше првата отворена врата кон искуството мое во сакралното живописување на фреско сликарството. Во оваа фреска, каде е крштевањето на македонците од Свети Кирил и Методиј, во мноштвото луѓе ставив мирјани живи луѓе кои беа тогаш. Имено мојата посестрима Велика Лиговска, сегашна сестра Михаела, која беше и голем помошник во самиот живопис
со многу нешта како организатор, како помошник. Тука е портретот на мојата мала керка Сара и на големата Даринка, кои ги стави во мноштвото покрстени македонци во чинот кога Свети Кирил и Методий на Брегалница покрстуваат од 7 до 10.000 христијани на еден ден. As Georgi's fame grew, he had exhibitions across Europe and even shipped his painted icons from Macedonia to Buffalo, New York. Настанувањето на овој храм е многу специфичен чин во нашата современа историја. Имено, доградувањето на тој храм се потврди раѓањето на македонската држава. Времето беше безпоштедно, со притисоци, со нестрпности, известни влијанија, но на наша цел беше да се покажеме дека сме способен народ во кое пресудна улога имаше покојниот архиепископ, неговото блаженство Гаврил. Моите дела овде представуваат иконостасни икони, портални, кои по законот на православието треба да ги задоволува сите апостоли, дејсисо, со Христос во центарот. Иконостасот е комплетен и во голем размер, кои ги представува големите престолни икони: Исус Христос, Пресвета Богородица, Свети Јован и заштитникот на овој храм, Свети Климент. In 1991, a visit to Macedonia by two Canadian Macedonians would have a profound effect on Georgi's art and life. За време на изборите во мојата програма, покрај другите точки, беше една од нашата главна цел оваа црква да биде зоографисана. Затоа што оваа црква го заслужуваше тоа. Тоа е прва црква, мислам, овде во Канада, Македонска православна црква, и на еден од нашите состаноци на управниот одбор се донесе одлука црквата да биде зоографисана. Така во 1991 година, некаде во март месец, јас и покојниот Илче Миовски заминаме за Македонија и првата средба ни беше со нашиот владика дедо Кирил, кој не пречека и му објасниме за која цел сме допатувале во Македонија. Пред да се сретнеме со дедо Кирил, ние се сретнаме со Вера Стојчева Антич, да ни даде некои идеи кои се подобри уметници за оваа цел. Кажав дека Македонија изобилува со уметнички дела и особено го истакнав тогаш веќе популарното творештво на Ѓорги Даневски. После предлогот на Вера Стојчевска Антич, ние заминаме за Виница и Берово да видиме, затоа што Ѓорги имаше тамо неколку негови работи, негови дела, да видиме па да одлучиме за неговото доваѓање овде во Канада. Добив телефонски повик од лице кое не го познавав, кое се представи како Никола Стојановски од Торонто, председател на црквата Свети Климент, и кој беше одседнат во хотелот Гранд Хотел, сегашен Holiday Inn. Ме замоли да направиме средба и веднаш после тоа се случи таа средба и почнавме разговорите, се одвива во еден позитивен смер, се најдовме и тие и јас себе си, така да тој контакт ги отвори вратите на идната соработка во која се оствари осликувањето на храмот Свети Климент Охридски во Торонто. 92 година во месец мај, убавиот месец, и една, не знам дали тешка или лесна одлука е сега од овој агол гледана,
Јас се најдов во Торонто, оставајќи го моето семејство во една предвоена ситуација, за која многу бев немирен и многу тешко се чувствував, бидејќи политичката ситуација не беше добра, а јас стапив на тлото на убавата канадска земја во убавиот мај месец. И така прв пат ја доживеав оваа земја, обремен со бриги, но отворен како радозналост што е ова земја и што представува. Georgi's greatest challenge was before him: to adorn the walls of North America's largest Macedonian Orthodox Church with his fresco masterpieces. Неговото доваѓање, неговата работа на вистина тоа беше една голема радост, не само за нас, за управата, за целиот македонски народ. И како што напредуваше работата, радоста беше што поголема и во неколку месеци, да речем, едно 5-6 месеци, веќе црквата беше при крајот да се зографиса. Овде со пречекорувањето на црковниот праг, тие веднаш ми дадоа поверение дека сум човек кој си ја знае работата и ме оставија да ја творам во мир и значајно беа отворени кон мене со помошти. Еден дел од материјалите дојде од Европа, а еден дел од овде преко фирмата на Кварцман. Во неколку етапи се изведе овој објект. Тука ја направивме и една од најголемите фрески воопшто овде во Канада. Тоа е 4 метра на 21 метро. Ги сместивме сите Христови големи празници. Од овде почнуваме од Рождество Христово, Симеон Богопримец, презентацијата на Христос во храмот, потоа Богојавлението или крштевањето Исусово на 30-та година, кога тој прв пат се појавува после детството, потоа е метаморфозис или по наше речено преображението. После преображението е големиот празник на чудото Лазаревото воскресение. Доваѓа неговиот триумф во Јерусалим. Е следната сцена, а тешката судминска сцена е неговото распјатие и доваѓа воскресението и на крајот завршуваме со Педесетница или Пентахосот. Тоа ги сочинува сите тие празници ова голема долга фреска без прекин. Меѓу прозорите на стубовето, платоата кои се формираат меѓу прозорите, веднаш би споменал дека сакавме да засилиме и да обезбедиме некои култови, како култот на Света Злата Мегленска. Тоа е хероиња на македонскиот народ, па и прифатена и од други цркви за големата нена жртва и достојно бранење на незиниот етнос и религија. Таа ја поставивме во народна носија, како што достоинствено, како што заслужува незиниот спомен. Потоа се ги ставивме Свети Петар и Павле како стубови на христијанската религија, едниот на мудроста и организацијата, другиот на силата на верата. Меѓу прозорите исто така се стави Свети Наум, се стави Света Петка, се стави Свети Фанурие, кој обично е почитуван во битолскиот крај. As a photojournalist, sometimes between assignments we have a couple hours to kill. And since I love so much my work, instead of going to have coffee, I'm usually driving around and looking for a picture. One day I just knocked on the door of this church, just to see what's going on, something happening, interesting events coming up. Or they told me, oh, we have an artist here, he's up on the scaffolding, doing the frescoes. Oh, gee. So I walk in, and as soon as I saw the situation, I knew right away there's a picture, not only one, but layout. Georgi is like a Michelangelo in a Macedonian community. The work he's done with us is just superb, and we're extremely, extremely happy with him.
крајот на изведбата на црквата, јас почнав пак интензивно да се бавам со моите ликовни преокупации или страсти, како што е портретот, мртвата природа и проучавањето на конјот. The horses are beautiful because they're there for our pleasure. I mean, people bet on them, but great trainers and great horse people, the horse always comes first. They'll run their eyeballs out, they'll do anything for you, and they're what make our sport so great. You know, there's lots of different breeds of horses. There's Appaloosas, there's quarter horses, but the thoroughbred itself is such a fine, chiseled machine. It's like you or me as opposed to a well-fit boxer or a gymnast. They're just so chiseled, and they got such fine features, and I don't think there's a horse in the world that's prettier or more beautiful than a thoroughbred racehorse. Oh, Sandy, hi, long time no see you. How you been? Excellent, excellent. Couple of years no see you. A long time. My gosh. Too long. Too long. You're same. Your condition. Thank you. You're very you fresh. Too. You too. I am silver now. Arriving time I for. could be silver too. I met Jorgi downtown in Toronto at an art gallery, and that's when I first met Jorgi, and admired his painting ability. So we kind of became friends. He came to the races a couple of times and then decided, hey, let me paint a horse and a jockey. And I'll tell you, he painted Wando, who was a Triple Crown winner, and did a tremendous job with painting the jockey, Patrick Husbands, and the horse Wando. Wando was, when I think of Wando, the first thing that comes to mind was what a beautiful racehorse he was. If he was a homebred, Gus Shigadanza bred him himself, but if you were to draw the picture of a well-conformed, perfect thoroughbred racehorse, Wando was it. He was a beautiful chestnut and a gorgeous-looking individual. I love this together life between animals and man. Yeah. This is one secret moment of race. Mm-hmm. I love this secret life and presenting this glad of victory. While Georgi's greatest work in North America is undoubtedly the St. Clement of Ohrid Cathedral, he is currently working on another Macedonian church in Canada, the St. Dimitri Cathedral in Markham. His daughter Darinka is an accomplished artist in her own right and is assisting her father at his new assignment. They begin their workday with an impromptu breakfast at the family's Don Mills apartment. Ајде, сине. Сакам да ти кажам, јас имам малку радозналост како си ги припремила скиците за портало. Имаме две. О, благодарам. Добре, Георги. Благодарам. Окей. Има и убав ден. Благодарам. Ај срце мое. Чао. Чеда. Убав ден. Убава работа. Чао. 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 Чао, ragazzi. I'm Walsman. How are you? Long time no see you. But I arriving with glad of your store because these brushes, it's amazing brushes. Yeah. Last order. When I saw the brushes, I'm very thankful. That was for you. Thank you very much. I'm very appreciated. Good. Here you are. Yes. Oh, thank you. And I have last order. The two Italian brushes. Oh, yes. Also, yes. For brushes. Yes, I have it over here. Here we are. Thank you very much, Mr. Schwarzman. Важно да биде тој тука. Почнеме со... Енджел, води го! Води го, те кушна, води го. Ajde, dobro, dobro.
Окей, Даринче. Браво. Ајде, Данче. Сега морам да се дева. Окей, сега. Сега морам да Ja. Овде во горниот дел на композицијата е само разбивање на формата и поставување на ритмот на фигурите. Додека веднаш со боја ќе приидам и ќе почнам да ги решавам нивните карактерни особини. Како на портретот, така на движењето на фигурата и на сето останатост, додека не ја добијам таа навожна процесијалност до крајните завршници. По мене, како автор, многу е важно зидот да добие живот, да пулсира со живот, зашто животот е тој кој е мерило на сите духовни и материјални вредности. Низ живото ние го дознаваме односот од себе до природата и од природата кон нас. Затоа, јас пак ќе повторам дека мојата уметност покушава да го слави животот. Во 1995 година во моето студио дојде отец Стеван Груевски, кој имаше желба и намера да ме инволвира во работата во Свети Димитрија, бидејќи тие има потреба за иконостас. Сакам веднаш да споменам дека во оваа црква, во оваа комуна се луѓе кои се доста добри работници, кои непрежалено дадоа голем свој труд само за да биде оваа црква. Им беше задоволство да ја прифатам работата со престолните икони. Но како течеа работите после 10 години, се отвори една нова можност, една нова врата за исполнување на мојата професионалност и црквата да ги добие своите потреби од светите слики и фресканското сликарство. Darinka is extremely close to her father. They have a really, really dynamic relationship where they can communicate and bond on all sorts of different levels. From father-daughter to peer as artists. It's just an amazing relationship to see them interact with each other on a daily basis. Татко ми е човек кој што е тотално посветен на своето сликарство. Тој го буквално вдишува и издишува секојдневно, секој ден од неговото секојдневие. Тежок човек е да се споредиш со него и со неговата работна дисциплина. Тој работи по 18, 15, 17 сати на ден. Јас дефинитивно не сакам да го конкурирам на саатите поминати, мојот животен стил е малце подруг од неговиот. Јас сум пред некое време влезена во брачните води, така да мојот живот прво и како жена, како женско, има друг пат. Остави го тоа, остави го да видиш колку убаво ќе биде. Се навоѓаме пред финална позлата, каде што ја изведува мојата керка во својство на мој асистент, бидејќи таа е подобар мајстор за позлата од мене. Затоа работи за мене. Златото е често употребувано во источно православниот живопис како поимување на една чистота, како племенитост, како реткост или глорификација на светите личности. Тоа дава и еден метафизичен живот. Овде кој ќе дојде до судирање на форма со позлата, ќе има една, просто така да кажам, еден метафизичен однос на тајниот живот на ликовите меѓу себе си. Инаку, ова е 24 каратно злато, целиот храм овде е изведен во такво квалитетно злато и со такви квалитетни материјали. Во ерминискиот распоред на просторот, значајно место довеѓа оваа композиција во Воскресението Христово, симнување во адот. Тоа е клучниот момент кога силата на нашиот Бог, Исус Христос, ја победува смртта и го дарува животот. Преку самата икона, што е нацртана, самиот верник доаѓа да духовно
да разговара, го гледа ликот и духовно се наклонува кон Бога, дека тој Божи избраник, тој светител, што Бог го благослови да биде чудотворец во името на Господа, за да може да биде постојанен молитвеник, постојанен чудотворец како што прави чуда. The Donevsky family, along with many relatives and friends, have taken a 1-hour drive from their native Vinica to Lesnovo and the historic Lesnovo Monastery, where Sarah and Kircho exchange vows in a traditional Macedonian Orthodox ceremony. Кој си ги благословува Исака и Ребека и си ги направил наследници на Твоето ветување. Ти сам благослови ги Твоите раби Кирчо и Сара. Господи, Господи Боже наш, кој отпорно од народите си испросил чистата Девица црквата, благослови го во прстенување и соедини ги, запази ги ови Твои раби во мир едномислие, зашто Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение, назај Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. И во вечни векови. Амин. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во мир да се помолиме на Господа. Амин. Се венчава рабината Божја, Сара за работ Божи Кирчо, во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Се венчава рабината Божја, Сара за работ Божи Кирчо, во името на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Со слава и чест венчај ги, Господи Боже наш, со слава и чест венчај ги. Се наоѓам пред црквата Свети Гаврил Лесновски, посветена на јермонахот светиот јермонах Гаврил. Овде се мажеше пред малку мојата керка. Не само тоа, овој манастир ми е драг по неговата уметничка големина, по неговиот дух, кој го воздига нашето македонско творештво и светското творештво до небесни висини. Јас денес сум многу среќна, бидејќи мојата сакана ќерка Сара се мажи денес. Моите чувства се внатрешни, што со зборови не можам да ги опишам. Се трудам да не плачам цело време, ама не ми оди од рака. Има моменти кога зборовите не го опишуваат чувството, како овој момент. Сега сум многу горд и многу среќен што мојата ќерка Сара е одомена со Кирчо и дека им се отворат предизвикот на животот да го градат и да го прават по нивни начин. А јас како родител само да посакам со светла енергија, да имат среќа и успех и да се најдат себе си. Да ја најдат љубовта и да ја најдат смислата на животот во зрела форма. Благодарам, тато.
Навистина, Македонија е еден, како да кажам, резерват на многу тајни, на многу светлосни феномени и ќе биде моја инспирација како земјата, природата и незиниот човек. За мене не постои одредено време. Сите времења на минатото, сегашноста и оние кои ќе дојдат, јас ги сваќам како една унионизирана целина. И како човекот влегува во тоа време и излегува. Ние низ трагите кои ги оставаме како сликари или други творци, така го забележуваме и нашето време. Тоа е мојата задача, мојата уметност да го слави животот. Сега изгледа треба да барам дозвола од незиното момче за да ја бакнам во чело, ама овој пат ќе бидам крадец. Ете така е, тоа е животот. Животот е чудесен, неопислив и има чувства без почеток и без крај.